street lights here. Is this meant for me? When my time on the outside is over. No, we don't know how you spend them all the days knowing that love isn't here. You see the pictures, but you don't know their names, 'cause love isn't here. And no, I can't do this by myself. All of these problems, they're all in your head. And I can be somebody else. You took something perfect and painted it red. Даниел Кајмаковски е македонски пејач и текстописец. Познат е по победата на првата сезона од регионалното шоу X Factor Adria. Исто така тој е и победник на овогодинешниот Скопски фестивал на кој беше избран да ја представува Македонија на Евровизија 2015 година во Виена, Австрија, каде настапи со песната Лисија Есенски. Кајмаковски е талентиран македонец кој е роден во Струга, Македонија, но уште на својата 7-годишна возраст заедно со своето семејство заминува за Виена, Австрија. Во раните негови години тој и неговиот татко Павле Кајмаковски, кој е многу талентиран, заедно свиреле на свадби, крштевки и слично. И уште од тогаш бил забележан неговиот бескраен талент. Даниел учествувал во повеќе музички шоуа. Првото учество на музичко шоу го имаше на својата 17-годишна возраст, каде во Виена влезе во првите 12 финалисти, а заврши како осмопласиран. Во 2009 година за прв пат настапил во Македонија на Охрид фест со неговата собствена искомпонирана и напишана песна Нежна ко принцеза. Даниел е автор и на познатата песна Не се враќаш, која изведува нашата најпозната пејачка Каролина Гочева. Исто така Даниел има учествувано и во бугарско шоу Пейсмен. На аудицијата на X Factor Adria го има пријавено еден од неговите најдобри другари од Македонија, Антонио Павловски. Во текот на целото шоу судиите за него секогаш имаа добри коментари. Кристина Ковач, една од судиите, уште на првата аудиција кога Даниел настапуваше со песната Ред, за која многумина вела дека испеал подобро од оригиналот, рече. Даниел Кајмаковски е потенцијалниот победник многу популарно музичко шоу. Првата официјална награда за откритие на годината ја доби на 19.2.2014 година на Златна бубамара на популарноста. Даниел досега ја има издадено песната Скопје Београд, која е соработка со неговиот ментор Желко Јоксимовиќ, како и песната Немогу против срца свог за филмот Ке бидеме светски прваци. Последната песна која Даниел ја издаде е 10 лета или деценија на српска верзија. Омилена храна на Даниел Кајмаковски е боранијата, а омилена боја тиркизната. Негови најголеми идоли се нашиот легендарен Тоше Проески, Џастин Тимберлек, Бруно Марс и Крис Браун. Приватно слуша хип-хоп и R&B. Една од неговите најомилени книги е Најголемиот трговец во светот, а омилен филм му е Аватар. Тој ужива гледајќи филмови дома со своето друштво. Името на неговите фанови е Сонциња, доделено собствено од Даниел Кајмаковски. Тој вели дека тоа име им го дал затоа што сонцето зрачи со позитивна енергија, слично како и тие. Хуманоста е најголемата доблест на човекот. Да се помогне на некого кога помошта му е неопходно е чувство кое не може да се опише со зборови. Тоа мора да се доживее. И покрај тоа што денешниот тек на животот ни носи колку добри, толку и лоши работи. И кога некој се сочува со проблем, потребно е само да го извадеме на површина она што веќе постои во нас, она што не прави посебни, а тоа се солидарноста и хуманоста. Некогаш доволен е само еден искрен збор да се утеши некој. Доволна е самата искрена помисла и желба да се помогне на другиот. Во последно време, иако економската ситуација тешко дозволува, македонците се повеќе искажуваат својата хумана страна. Да не ги заборавиме и естрадните уметници кои секогаш се тука кога е потребна помош. Еден од нив е и Даниел Кајмаковски, кој уште еднаш ја покажа својата хумана страна на дело и потврди дека има големо срце.
16-годишната Викторија Пенова од Валандово боледува од многу ретка и неизлечива болест која има парализирано и приковано за инвалидска количка. И покрај тоа што скоро цел свој живот страда од болеста, незината борбеност ја одржува во живот, како што ја опиша во незината книга Победничка која промовираше во Битола. Во својата автобиографска книга Викторија го опишува својот живот од раѓање, како расте, како се соочува со болеста, како ја прифаќаат во општеството. Викторија во својата книга пишува и за работите кои ги сака, како и за незиниот најголем идол Даниел Кајмаковски, за кој после втората средба со него во книгата ќе запише: Даниел беше прекрасен и неговата преградка беше посебна и мене ми даде храброст за понатаму. Сведоци сме дека Даниел има големо срце и секогаш знае да биде тука за своите верни обожаватели, а дека тоа е така докаже и овој пат. И покрај големите обврски кои ги има, тој дојде во Битола со цел да ја изненади Викторија. На крајот на промоцијата на книгата Даниел влезе во малата сала во Центарот за култура во Битола и сите вчудовидени со овации го поздравија Даниел, а најсреќна беше Викторија која не можеше да ја стимне насмевката од своето лице. Викторија не можеше да опише колку е среќна што незиниот најголем идол Даниел ја изненади со своето присуство. Даниел Кајмаковски неколку часа се дружеше со Викторија, како и со посетителите, неговите фанови кои се сликаа со него и го гушкаа. Она што Даниел го направи за Викторија навистина е неверојатно. Во денешното издание на емисијата ТВ Профил одблиску ќе ви го представиме скромниот чармер, освојувач на женски срца кој со својот одличен глас и харизма ги освои срцата на целиот Балкан, Даниел Кајмаковски. Пред малку имавте можност да го видите нашиот Даниел Кајмаковски во едно поразлично светло. Тој ја покажа својата друга страна, би рекла хуманата страна. Направи нешто неверојатно и покрај големиот број обврски кои што тој ги има, тој допатува во Битола се со цел да ја израдува малата Викторија. Она што го забележа нашата камера е навистина неверојатно, тоа не може да се опише, тоа навистина мора да се доживее.
Морам да кажам дека ми представува огромна чест и задоволство што мој, а и ваш денешен гостин во емисијата ТВ Профил е токму тој, Даниел Кајмаковски, скромниот чармер кој ги освои женските срца со својот глас. Даниел, браво, добре дојде во Битола. Добро ве најдов, благодарам многу, здраво. Како се чувствуваш еве пред се тука, кај нас, на гости? Во Битола сум бил доста пати меѓувреме и секогаш се чувствувам многу убаво, а и од секогаш сакав да дојдам до Битола. Чудно е што никогаш претходно тоа не успеав. Секое лето кога доаѓавме до Македонија, рековме, оваа година мораме да ја видиме Битола. Сите ја зборат Битола, јас уште не сум бил во Битола. И чудно што толку долго траеше, тек со X фактор навистина дојдов да поседам, да го видам од се градот и да останам неколку дена и да осетам оваа атмосфера. Касно, ама сепак убаво. Добро, се надевам дека сега почесто ќе имаме можност да те гледаме тука во Битола. Еве кога веќе го почнавме муабетот за Битола, што е она што најмногу ти се допаѓа тука во нашиот град? Пред се ми се допаѓа што народот, барем јас така го доживев, е многу отворен, мил, добар према мене, така го почувствував, а ми се допаѓа што ето јас сакам македонската историја и воопшто Македонија како земја, а во Битола ја чувствувам многу силно. Тоа што во странство долго време ми недостигаше таа Македонија, за која сум читал книги, за која сум држал реферати. Тука некако ја осеќам на посебен начин, многу силно, и тоа ми е посебно драго, пошто тоа што ми фалеше мене 25 години во странство беше тоа чувството, да се чувствувам како македонец. Затоа се ова што ми се случува во последниве 2 години е толку убаво за мене. Да, баш ми е драго што е така, нели како викаат, кај да си само дома си е дома, веруваме како што кажа, таков е случајот и кај тебе. Дека битолчаните сакаат дока се твоите сонциња, кои што денеска ги имаше во огромен број и само што те видоа почна тие врескања, тие плачења по тебе, тие викања. Еве, како ги доживуваш овие средби со твоите фанови? Ги доживувам на најпозитивен начин. Тие се на вистина една искрена и верна поддршка од самиот почеток и се надевам дека и секогаш така ќе остане. Не постои место каде што сум гостувал, каде што сум патувал од Белград до Македонија, било каде, секогаш мора да има неколку од нив. Никогаш не ме оставиле сам да бидам некаде. Тоа е една огромна мотивација во мојата професија, пошто додека гледам насмевки, насмеани деца и очи полни со сјај, тогаш за мене има огромна мотивација да продолжам со тоа што го правам. Да, одлично, на вистина. Еве како што кажав на самиот почеток и пред почетокот на овој разговор, нашите гледачи имаа можност да проследат еден дел од твоето доаѓање тука во Битола, како што кажав, поводот беше да ја израдувате малата Викторија, која што на вистина ве сака, ве обожава. Еве, како дојде до таа идеја? Како многу идеи што се раѓаат во нашиот тим, тоа се случува многу спонтано. Исто како што решивме да немаме промотивен материјал на Евровизија, него да донираме во детска клиника за некои работи. Среќен сум и поносен сум што тимот околу мене, кој ме поддржува, размислува како мене. Тоа ми е многу битно. Никогаш не сме ја ставале кариерата на прво место, него повеќе хуманоста. Побитни ни се луѓето, побитен ми е народот, него промоцијата. Не знам како подобро да го објаснам, ама ете таа идеја да ја израдуваме Викторија се роди така едноставно. Ајде да одиме Битола, ама никому да не му кажеме. Сите останава
Да, окей, добро, ќе одиме. Јас едноставно Викторија ја познавам не само ето како дел од моите фанови, него ето друштвените мрежи и сето тоа нас не спои многу. Кога слушнав дека напишала книга, се воодушевив. И тие се тие работи што мене ме мотивираат нешто безусловно да направам. Што да направам нешто без да очекувам нешто. Затоа не сакавме да се најавиме, него сакавме едноставно да се појавиме. Морам да кажам дека тоа е еден голем чекор да се напише книга каде што можат да бидат читани зборовите кои се напишани од еден човек. Тоа е нешто многу приватно и затоа треба многу храброст за тоа. А со задоволство ќе ја прочитам таа приказна каде што се спомнува и името и Даниел Кајмаковски и сите ние сонциња и фанови и тоа дружење и како влијае тоа дружење безусловно љубов, ширење без разлика која вера ја има или која нација, на каков начин тоа луѓето ги инспирира, уствари луѓето, тоа ме прави мене поносен. Затоа што ја имам таа чест да бидам дел од нејзината книга, јас изразив желба да се појавам. Така едноставно го решив тоа и уживам кога правам такви одлуки. Да, верувам дека кога ја видовте на сметката на Викторија и на сите останати тука е нешто што најмногу би рекла ве храни, ве исполнува вас од самите посети. Дефинитивно. Дефинитивно тоа е најубавото нешто на мојата професија. Ете во денеска во случај на Викторија, а секојдневно кога ќе видам некој девојче или дете или човек без разлика кој ќе се израдува што ќе ме види. Да. Се радувам и јас, бидејќи си се потсетувам на цел мој живот колку сум го посакувал тоа да го имам и сега го имам и затоа радоста на тоа никош не може да згасне. А мотивацијата за такви акции исто никош не може да згасне или да престане. Така секогаш ќе бидам мотивиран, дури можам да израдувам некого со моето присуство и тоа да го направам. Дека многу пати сте покажале хуманата страна, знаеме за тоа, еве посебно во Битола пред неколку месеци, дури облековте и дрес, игравте заедно со македонската фудбалска репрезентација со цел да се соберат финансиски средства за еден наш сограѓанин. Исто така по победата на X Factor кажавте дека вашиот сон еден ден е да имате свое студио, да бидете композитор и се со цел да му помагате на оние млади таленти кои што ја немаат можеби таа среќа да бидат успешни и ги немаат тие финансиски средства. Да, мислам дека секој човек би требало да се пронајде во тоа што најдобро го знае и на тој начин да ги најде тие луѓе на кои им е најпотребно. Во мојот случај знам дека во Македонија се кријат многу таленти, ама не сите родители имаат прилика да му овозможат на детето професионално снимање или професионална композиција. Знаеме дека тоа и во Македонија кошта многу. Еден сон ми е да имам свое студио, да имам нешто како свое училиште, каде што луѓето, младите луѓе можат да дојдат во секое време, каде што може да им биде отворена вратата, каде што може да се разгледа или да се испита нивната креативност, место да бидат креативни. Не само нешто да им се надметне или да им се направи песна, него чисто сакам да видам колку таленти има во тие млади луѓе, како ќе се снајдат во улога на измислување мелодии, измислување композиции, пишење композиции. Мислам дека имаме многу млади луѓе во кои се крие многу.
затоа тоа е една голема желба моја. Можеби пошто мене ми беше потешко да бидам откриен во Македонија, иако бев присутен долго време, ама тоа е секогаш едно прашање од среќа, прав момент, правите луѓе, така да не ми е за ништо криво, не сум негативно настроен, него напротив. Сакам само да напред да се гледа. Сакам само да им кажам на луѓето дека Македонија сигурно има многу таленти. Имаш на вистина одлична идеја, еве јас од се срце ти посакувам во скоро време да ти се исполни. Упорноста се исплаќа, еве биди упорен и ти во тоа, докази самиот ти, како што кажи, имаше многу тежок пат од самите почетоци па дури да стигнеш ден денес, еве каде што си тука. Еве, ке може ли да потсетиме на патот на Даниел Кајмаковски од самите почетоци кои што ги имаше на македонската естрада, па еве денеска си познат и успешен? Па, јас сум роден во Македонија, единствен син од 3 деца кои ги има мајка ми и татко ми. Единствен сум јас роден во Македонија, односно во Струга, каде што почна првите чекори кон музиката. Татко ми пее и свири армоника, ми беше мојот прв идол, неговите инструменти беа моите играчки. Македонската народна музика беше првата музика која запознав, која засакав. Меѓу првите песни беше Бисер Балкански, која научив да пеам и да ја свирам. Заминувањето во Виена беше многу тешко за мене, бидејќи многу ја засакав Македонија, сите спомени беа преубави, убавата Струга, Охрид, езерото, тоа е за едно дете нешто како мал парадиз, кога уште не е запознато со проблемите кои ги имаат возрастните луѓе. Така да не бев задоволен со заминувањето во Виена и секогаш така и ми остана тоа чувство дека ми фали Македонија и патев за тоа на некој начин, иако навикнав на животот во Австрија, но таму беше многу тешко да се вклучам во социјалниот живот меѓу луѓето, бидејќи не го знаев јазикот. Во 90-тите години балканците немаа некој добар имидж, ако ме сваќате. Така да беше тешко да се адаптирам таму, но кога се повлеков и кога си пеев сам за себе или кога се свирев или било што, кога се занимавав со музика, луѓето тоа го приметија и почна да им се допаѓа. И пак музиката ми го отвори патот кон се таму, уствари. Почнав со 12-13 години да имам своји идоли, да сонувам за нешто. Меѓу нив беа сигурно Take That, Backstreet Boys и што знам, кои беа таму актуелни, Майкл Джексон, Стиви Вондер и многу други. Почнав да пеам, таму тогаш немаше интернет. Потешки времења беа. Мораше да си купиш CD за да или да слушаш на радио, или да гледаш телевизија, да снимаш на касети. Тоа и го правев, многу манифестации ги снимав, каде што настапуваа различни уметници и после си го гледав тоа секој пат, секој ден, неколку пати може да се каже. После имав пауза од музиката, да речеме, ето од 13-14 година почнав повеќе да се занимавам со спорт, со кој секогаш се занимавав, но во таа фаза на мојот живот музиката скоро ја оставив на страна и играв многу фудбал. Многу сум голем фан на тој спорт и секогаш ќе бидам. Играш уште во слободно време? Играм, има сега неколку повреди плюс, ама затоа многу активен не можам да бидам, ама и веќе повеќе од 10 години не сум играл како што треба. Ама едно време бев многу добар. Па добар беше и тука во Битола. Добро, Владко беше подобар малце. Не, спортот јас сум голем љубител на спорт и сакам исто, една од моите пораки е секогаш луѓето да се занимаваат со спорт. Спортот е битен, чисто за здравието, за телото, тоа е све.
треба така да биде, но ете со 17 години се запишав во музичка гимназија, каде што запознав скроз други луѓе кои спеа само фокусирани на музика. Така музиката пак ме привлече. И секогаш во животот беше така да кога и да пробав да бегам од музиката, таа ме враќаше назад. После учествував на исто една талент емисија во Австрија, каде што постигнав како единствен странец да освојам 8 место од 12 финалисти, што за мене беше голем успех, меѓу 15.000. Тогаш пак беше се уште млад. Па имав 19 години, да, прв пат пред камера, први интервју, навистина, кога тоа денес го гледам, се смеам многу, ич не сакам да го гледам воопшто. Значи пак е позитивно. Ама првите чекори на секого се можеби такви. Меѓувреме и пред тоа шоу, значи мислам на 17-18 година, бев исто присутен и во Македонија, учествував на неколку фестивали, 2 пати на Охридски трубадури, мислам еднаш 2002 и вториот пат бев 2009, ако не грешам. Тоа беше супер искуство, мене секогаш некако ме привлекуваше Македонија како пејач, како уметник, се обидував неколку пати. Иако музиката или естрадата не ме привлекуваше некако, пошто сум одраснал со друга музика, друго друштво, но кога прв пат го слушнав гласот на Тоше Проевски, што мајка ми секогаш ми покажуваше нови пејачи и сето тоа, ево синко од Македонија, да слушниш ова, да слушниш она. И јас секогаш ви кажав, тоа не, и после пак ми пушта нешто, мислам дека беше тоа те бакнеше на моите бели кошки. И само застанав и викам, ова е нешто друго, викам, од Македонија или е дечко, чекај малце, ова е нешто посебно. И така ме привлече неговиот глас да слушам повеќе македонска музика, односно Тоше Проевски. Пошто е тоа нешто за мене беше одма го споредив со моите најголеми идоли со нешто многу квалитетно и убаво. И од тој момент се повеќе и повеќе како уметник ме привлекуваше Македонија. Имаше убави моменти, имаше лоши моменти, успешни па неуспешни, моменти во кои се занимавав со музика, моменти во кои бев најобично вработен како сите други. Последната приказна сите е добро, ја знаат, од 2010 бев работен и бев и љут. Тренавте целосно раце од... Кога трнав раце од музиката, кога реков викам не можам веќе или сака или не сака, со сила ништо не бива. Точно. И кога кренав раце, почнав да работам, ми беше многу убаво, заработував добро, се качував многу брзо на подобри позиции и си заработував свој пари без никаков притисок на успех. Иако мојата работа беше на почеток физички тешка, потоа ментално беше тешка да се изведе. Све поголема и поголема одговорност преземав. И кога бев на врвот на мојата работна кариера, едноставно ги спакував коферите и тренав за Белград. Го имаше тоа чувство во текот на тие 3 години додека работевте во Виена, дека ова не е тоа што го сакам, дека не се пронаоѓам, дека сепак музиката е она. Дефинитивно, значи кога некој и се појави во неколку земји и го имал тоа чувство како е да бидеш веќе на сцена, како е да бидеш популарен, некој да сака да се слика со тебе, а после да почнеш на градилиште, како што почнав јас, со луѓе кои се многу строги према тебе и не си веќе тој голем со кој сите сакаат да се сликаат, него си
еден од сите, ама јас тоа баш го сакав. Тоа ми фалеше малку да го одморам мозокот од тоа да си го посакувам мојот успех на сила. И сето тоа за мене не беше негативно, повеќе го гледав тоа време како обука, како инспирација за мојот живот, како да отидеш во војска. Одеш во војска, тоа што ќе го научиш, се враќаш дома или како ист човек или како подобар човек, нешто многу полошо не може тоа да те направи. Значи и негативно искуство може да те инспирира на било каков начин, мада јас цело време тоа го гледав многу позитивно. Мене не ми беше лошо како понекогаш од некои медиуми како што е представено тоа мое работење на градилиште. Тоа беше многу инспиративно време за мене, каде што научив многу за себе, каде што се развив како зрел маж и каде што едноставно сватив дека јас можам во ова да се снајдам, ама музиката е едноставно тоа со која јас сакам да се поминам животот и затоа сме денес тука. Да. Морам да кажам дека X Factor целосно ви го промени животот. Еве, колку оваа популарност која што имате сега ви годи или можеби ви пречи од друга страна? Не сакам никогаш да бидам тој што ќе каже ми пречи. Иако многу знае да е напорно на моменти. Пак ја нема она приватност која што човекот ја има пред да е позната личност. Точно, приватноста ја немам тотално. Значи, барем во Македонија е така, каде и да одам, привлекувам внимание, не останувам неприметен, сигурно. Значи, има места каде што повеќе луѓе директно ме контактираат или ќе ми прозборат или сакаат да се сликат, тоа не е нешто што ми смета. Сакам да кажам, секој човек кој сака да се занимава во овој бизнис треба да е спремен да ја остави приватноста на страна. Не е све до популарноста. Јас повеќе се гледам како уметник, како изведувач, како пејач, како композитор. Не му ставам многу акцент на тоа што сум популарен или познат или што ме препознаваат луѓето. Повеќе ме интересира како јас сега во иднина поготово ќе се представам како пејач, како тоа ќе помине, како ќе биде прифатено. Тоа ме интересира многу повеќе. Јас не сум човек што излегува многу, што позира, што се фали со својата популарност. Ете и дома сега моите одбиена се дојдени и јас не сум излезен бидејќи едноставно времето со нив ми е многу драгоцено и побитно моментално, пошто после цела година нема да ги видам, бидејќи сум вратен во Македонија и сега местото ми е тука, фала Богу. Сепак, треба човек да знае да се носи со тоа, треба популарноста да ти годи, ама не да ти удри во глава, бидејќи не е едноставно најбитното на оваа професија. Најбитното е со колку луѓе ќе споделиш повеќе радост. Тоа е целта. Да. Вие во моментов живеете во Скопје, така? Работните обврски. Па, да. Релација Скопје, Струга, можеби? Скопје, Струга, Скопје, Београд. Скопје, Београд, Скопје, Виена или поретко? Виена многу поретко, само евентуално на посети, но како што знаеме, многу патував во последно време, бев на Евровизија, бев на евровизиска промоција, така моето живеалиште е се уште едно големо прашање, ама да, поминувам време во Скопје, летно време повеќе во Струга или Охрид, а со цел исто, бидејќи соработувам се за првиот албум со Александра Милутиновиќ и со Дарко Димитров, пак ќе биде поделено значи на песни пишење во Белград, ќе бидам повеќе време во Белград, а за снимање и продукција повеќе во Скопје. Така да најверојатно секогаш ќе бидам
патник. Еве, кога веќе го спомна првиот албум, да ги израдуваме нашите гледачи, кога може да го очекуваме? Мислам дека ете со првата песна 10 лета или српската верзија Деценија го најавивме албумот прв, но албумот во позадина, значи цело време од победата на X Factor, барем во мојата глава, на свои композиции или контактирав со луѓе со кои би сакал да соработувам. Значи во позадина се случуваа многу работи. Имаме доста песни кои може да се рече веќе готово се поставени, но сепак сакаме од старт да почнеме све, да разгледаме што имаме, како сакаме тоа се да изгледа. Ама бидејќи голем дел е поставен, јас можам, ево, ја имам таа храброст да кажам дека уште ова година би сакал да го извадам албумот, кој е едно мое дело. Иако не требаше да биде така, јас требаше да добиам повеќе или голема поддршка од некого, да речеме некого. Знаеме си за кого се работи. Да, но ете, тоа што се случи за мене. Ниту тоа, ниту нешто друго нема да биде причина да јас престанам или да се откажам од нешто, така да, како што виде дечињата надвор се радуваат многу, на нив им должам многу, така треба малце и да се испотам. Само напред очекуваме ние, да знаеш, сите ние. Точно, знам дека ето очекувањата се многу големи и не сакам никого да го разочарам. Јас сум од срце композитор и музичар и се, и ќе работиме со големо темпо. Се надевам, се разбира после лето, пошто сега никого го нема, сите се на одмор. Една песна успеавме да направиме. Одличен хит, морам да признам, и високо котира на листите во нашата република. Добро е прифатена од страна на публиката. Како си еве ти задоволен од тоа како е прифатена 10 лета? Задоволен сум, секако беше голем чекор секогаш за мене да ја извадам првата песна, или првата е секогаш најтешко. Ама и најмалку време имавме сега за неа, бидејќи сето тоа го сработивме во летно време, ама јас не сакав да помине едно лето без песна, или прошлото лето излезе Скопје Београд, соработката со Желјко Јоксимовиќ. Сакав и да ставам и ова лето еден акцент. Песната е летна, добро е прифатена, гледам дека помалку негативни коментари има од позитивни. Добро, секогаш мора да ги има и негативни. Точно, и тие се битни, знаеме сите дека ако све е позитивно, нешто не е во ред. Не, него задоволен сум, има ова лето не остана без конкуренција, знаеме сите. Многу уметници извадија многу добри песни и многу ми е мило дека ете и мојата некаде се турка таму меѓу првите. Да, морам да признам дека и спотот за песната 10 лета е одличен. Ете, те видовме во едно поинакво издание, би рекла она понежна страна од Даниел Кајмаковски. Колку си ти романтичен тип? Романтика ми е многу битна. Мислам дека е тоа нешто многу убаво, со кое можеш едно девојче да израдуваш, ама и себе си. Естетика на љубовта. Романтиката ја представува естетика на љубовта. Љубовта има различни фасети, различни начини, може да биде убава, може да биде тажна, може да биде дива, турбулентна, ама може и да биде романтична. И романтичниот дел мене најмногу ми се свиѓа. Да. Колку сум романтичен треба некогаш да каже мојата девојка, кога ќе ја имам, ама се сметам, моментално немам озбилна врска, не. Но би сакал да имам и се надевам дека ќе имам. Јас не сум човек што би го криел тоа, ги гледам моите фанови, чак што со нив сме правеле муабет. Што ако имам некогаш девојка? Па
супер, и ќе сакаме, ама и нас да не сака, значи веќе си се договараме, сепак ја имам нивната поддршка, тоа е многу убаво чувство. Сум слушнал избор од нив, ајде, жени се, време ти е. Ама све на свое време, јас мислам дека ако представам девојка во јавност, тоа треба веќе да биде повеќе од девојка. Точно така. Еве, каква е идеалната девојка за тебе? Кои критериуми треба да ги посетува или можеби нема некои посебни, само треба да биде добра по душа? Мислам дека најбитните работи мене ми се доверба, искреност и почит. Мислам со тие три ствари дека многу добро може еден пар да си помине. Јас немам некои посебни желби како би требало да биде мојата девојка. Мислам дека убавината стварно однатре доаѓа и треба едноставно да имаме многу разбирање. Треба да ми е и приватно поддршка, и јавна поддршка, треба да ја разбира мојата професија и треба да се... е тешка и напорна. Тоа го разбирам јас, ама затоа доаѓа до довербата одма во тоа. Значи, ако стварно искрено се сакаме, ако таа има огромна доверба во мене, мислам дека и полесно ќе биде сето тоа, бидејќи навистина не сум тип кој излегува или ја искористува својата слава за да има не знам каков број на девојки. Напротив, јас еден ден сакам да кога ќе имам жена да не се соочува со милион бивши. Тоа ми е една битна работа, ама затоа мислам дека јас се гледам како искрен и верен човек, но многу ми е битно кога имам девојка едноставно да има таа доверба, да ме знае каков сум, да верува во мојата љубов, за да не ми биде потешко сето тоа. Јас морам да имам љубов за сите, мојата професија е таква. Точно. Тоа треба да го разберам. Морам да кажам дека ме радува тоа што од самите почетоци кога се појави на X Factor беше скромен и еве таа скромност ја имаш до ден денешен. Еве, настрана од сите оние обврски кои што ги имаш, сите настапи и слично, колку наоѓаш време за да излезеш на кафе со пријателите и со блиските? Па како што реков, јас навистина не излегувам на кафе многу често. Не дека не сакам или дека мислам дека тоа не е добро, него чисто едноставно така е моментално. Моите најблиски се сепак далеку се во Виена, тие се моите најблиски, сега се тука и гледам да искористам секој момент со нив. А слободното време што го имаш, како ти поминува? Гледајќи филм, играјќи фудбал, можеби? Зборуваме за кога сум сам, кога сум релаксиран, што правам? Настрана од обврските, кога немашете работа околу музиката, баш кога си релаксиран, да. Како? Па, поминувам многу време со мојата гитара, со моите песни, со мојот лаптоп. Лежам, слушам, размислувам, читам по социјални мрежи што се случува. Телефонирам со многу луѓе околу мојата кариера. И да, обожавам да гледам добар филм. Значи, од секогаш сум сакал да гледам добар филм. Ама моментално немам нови филмови. Ајде, на крај ќе размениме некој филм, бидејќи јас сум бил во... љубител на... Да, голем, да, супер. Не, јас бев само 2 пати во кино во Македонија, во Скопје. И гледав два добри филма и убаво си поминав. Одлично. Еве на самиот крај, бидејќи полека нашето време истекува, имам уште премногу прашања за тебе, но ќе ги оставам за наредна прилика. Може. Кога можеме да очекуваме концерт од Даниел Кајмаковски? Јас ќе се потрудам да биде тоа што поскоро, ама сакам едноставно да им понудам нешто на луѓето. Да не биде тоа
помешано многу со X Factor, помешано со различни работи, него сакам конечно да се представам како уметник и кој сум, а за тоа е потребно да се работа на новите песни. Сакам што повеќе своји песни да имам, сепак јас уште стојам на почеток. Ја едноставно мислам дека тоа мора малку да почека, ама не многу долго. Како што реков, големиот успех не е една врата што се отвора и каде што влегуваш, повеќе се скали по кои треба да се качуваш нагоре за да стигнеш до таа врата и тоа моментално го правам. Ако ја стигнам до вратата, ќе има сигурно и голем концерт. Очекуваме. Дали за скоро време битолчани може да те видат повторно во Битола, можеби да ги изненадиш со некој настап тука? Зашто да не, тоа може секое време да се случи. Моментално се штедам малку со настапи, бидејќи сакам едноставно да изненадам со своја музика, да работам на нови песни, ама не би одбил големи манифестации, настапи и појавувања. Така да, Битола, како што рековме на почетокот од ова интервју, е нешто многу посебно за мене како македонец, ми се полни душева многу кога сум тука и тоа ми треба понекогаш да ја видам, да ја осетам интензивно оваа култура и овој народ и ова држава. Затоа Битола ќе ме види сигурно почесто. Се надевам ќе види за скоро време. Ви посакувам премногу успех, многу песни и издавање на вашиот прв албум за скоро време и се надевам дека и вашиот прв концерт исто така ќе го очекуваме за скоро време. Ви благодарам премногу за времето што го одвоивте да бидете мој денешен гостин. И јас ви благодарам многу. Поздрав до цела Битола, до цела Македонија. Ви благодарам за ова преубаво интервју. Се гледаме сигурно наскоро некаде во Битола. Битола, мој роден крај, јас те сакам, за тебе пеам. Верувам дека успеавме да ви доловиме кој навистина е Даниел Кајмаковски. И со наредниот наш гостинг имаме еден поразличен поминат ден. Затоа гледајте ТВ профил на телевизија Орби секоја недела во 18 часот.